Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате петтиот дел од книгата Елементарно проучување на исламот, напишана од Хазрети Мирза Тахир Ахмад. निगाहों ने तेरे मुझ पर किया ऐसा फसोसा की। Според честниот Куран, институцијата на пратеништвото е универзална и вечна. Два термини се употребени да укажат на истата служба, секој со нешто подруго значење. Терминот ан-наби, веровесник, има и значење на предскажување. На оние кои Бог ги избира да го представуваат, всадено им е знаење за одредени важни настани во поглед на иднината. Ним исто така им било речено и за нештата од минатото, кои им се непознати на луѓето, и нивното знаење за таквите стои како знак дека тие се известени од сезнајното битие. Предскажувањето како такво ја втемелува вистинитоста на тие веровесници, така што луѓето можат да им се покорат и да ја прифатат нивната порака. Другиот термин, употребен во врска со пратениците е аресул, пратеник. Тоа се однесува на таквите содржини на пратениковата објава, кои се бават со важни пораки, кои треба да бидат доставени на луѓе во Божие име. Овие пораки можат да бидат нови закони или едноставно можат да ги опоменуваат луѓето на нивните претходни пропусти во врска со порано објавените закони. Обете овие функции се соединети во една личност и како такви сите пратеници можат да бидат веровесници и сите веровесници пратеници. Според исламот, сите пратеници се човечки суштества и никој нема надчовечки карактеристики. Кога и да се припишувани некои чуда на пратениците, за кои се сметало дека го покажале нивниот надчовечки карактер, категоричките јасни читања од Куранот ја одбиваат таа представа. Оживувањето мртви е едно од таквите чуда, кои се припишува на некои пратеници. Иако слични описи се наоѓаат во многу божји скрипти или верски книги, според Куранот, тие не се смислени да се сватат сериозно, туку имаат метафоричко значење. Например, на Иса алейхи селам, Исус, му се припишува дека ги подигал мртвите во нов живот. Меѓутоа, честниот Куран, за честниот пратеник Мухаммед, салаллаху алейхи веселем, зборува со исти термини, со иста примена на зборовите на ова чудо, на духовното оживување. Сличен е и случајот со правење птици од глина и поттикнување да летаат од името на Бога. Овие птици се само човечки суштества на кои е дадена способноста за духовен лет, за разлика од овоземните луѓе. Ниту на еден пратеник не му е даден долг животен век, што би го направило изразено поинаков и што би му давало предност над братството пратеници на кои им припаѓа. Ниту за еден пратеник не се спомнува дека се воздигнал телесно во далечните пространства на Вселената. Каде и да се спомнува такво нешто, се мисли на духовно воздигање, а не на телесно за кое Куранот категорички прогласува дека е противно на карактерот на пратеникот. Кога народот на книгата барал од честниот основач на исламот да се воздигне физички на небото и да ја донесе назад книгата, одговорот на кој Бог го поучил едноставно бил овој: кажи, о Мухаммед, нека е славен мојот Господар, јас сум само еден од неговите робови, соопштувач на неговата порака. Овој одговор ги побива сите тврдења за другите пратеници, за кои се смета дека физички се воздигнале на небото. Аргументот, индиректно изразен во овој одговор, подразбира дека ниедно човечко суштество и дека ниеден пратеник не можат телесно да се воздигнат на небото. Инаку, пратеникот Мухаммед, салаллаху алейхи веселем, исто така можел да го повтори тоа чудо. Истакнувањето на човечките карактеристики на пратениците и нивните човечки ограничувања е една од најубавите одлики на темелните исламски одредби.
Пратениците се издигнуваат над своите ближни не затоа што се надарени со надчовечки одлики, туку само затоа што во пракса подобро ги покажале одликите со кои биле надарени. Тие останале луѓе и наспроти тоа што се воздигнале до величествените духовни височини и нивното владење како такво е невозможно во потполност да се следи од другите човечки суштества. На другото прашање за непрекинливоста на предскажувањето, Исламот категорички го прогласува честниот пратеник на Исламот, салаллаху алейхи веселем, за последен пратеник, кој донел закон и дека Куранот е последната Божја книга, законски совршена и заштитена до крајот на времето. Разбирливо е дека книга која е совршена и исто така заштитена од дополнување не подлежи на промени. Загарантирано е дека нема никакви промени ни во една, ни во друга смисла. Се додека една книга е совршена и заштитена од човечки вметнувања, никаква промена не е оправдана. Што се однесува за предскажувањата за друго пратеништво, освен она кое го донесува законот, можниот след на таквото пратеништво е јасно спомнато во Куранот. Освен тоа, честниот основач на Исламот и честната книга Куран дава јасно предскажување за таквите духовно возвишени луѓе. Следниот ајет од сура Ан-Ниса не остава никакви недоследности околу ова. Оние кои ќе им се одзвајат на наредбите на Аллах те Алла, на патоказот и неговиот пејкамбер Мухамед салаллаху алейхи веселем, тие ќе се зајакнат и ќе се засилат и ќе бидат во друштво на оние кои Аллах те Алла ги благослови со дженнет, пејкамберите и искрените кои чисто и исправно веруваа, шехидите на Аллаховиот пат, добрите верници. Накратко, во Куранот Исламот е прогласен за последна совршена религија, за добробит на човештвото, после која нема да биде објавено никакво ново учење, кој би го отповикало учењето на Исламот, ниту ќе биде роден нов независен пратеник вон Исламот. Било кој нов пратеник да се појави, ќе биде потполно подчинет на честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем. Пратениците секогаш доаѓаат да достават порака. Таа порака не била ограничена на областа на верувањето, туку исто така опфаќала и области од праксата и спроведувањето на верувањето. Овие учења се поделени во две големи категории. Под 1, како да го поправиме својот однос со Бога, и под 2, како да се држиме во однесувањето кон останатите луѓе. Овие две категории всушност ги опфаќаат сите аспекти на религиските закони. Ние не можеме да навлегуваме во подолга дискусија околу тоа како оваа задача во Исламот е спроведена до совршенство, но можеби ќе биде прикладно да илустрираме неколку важни одлики на ова учење од универзален карактер. Молитва, намаз. Обожавањето е заедничко на сите религии. Тоа што се разликува е единствено во начинот и стилот на оној кој обожава. Она што е единствено во исламскиот начин на обожавање е тоа што Исламот содржи одлики од сите начини на молитва кои се наоѓаат во другите религии. Некои луѓе го молат Бога стоејки, а некои седејки. Во некои религии луѓето го спомнуваат Бог додека клечат пред Него, додека другите му се поклонуваат. Некои стојат пред Него со свиткани раце, а другите со рацете спуштени настрана. Накратко, не постои единствен начин на обожавање, заеднички за сите религии, како целина. Восхитувачка е меѓутоа забелешката дека Исламот сеопфатно ги подучува своите следбеници во начинот на молитвата, така што сите положби на обожавање, кои ги наоѓаме во другите религии, символично се представени во муслиманската молитва. Тоа изгледа како уште еден чекор напред во правецот на воведување во ера на универзална религија. Институцијата на исламската молитва е крајно високо развиен систем, кој ги зема во предвид сите човечки потреби. Треба да запаметите на самиот почеток дека крајната цел на молитвата не е само поклонување на врховното битие и оддавање почит на неговата возвишеност, како Бог да го створил само човекот за задоволување на своите себишни желби, да биде фален.
Сите цели, кои се спомнати во врска со филозофијата на обожавање и начинот на кој од муслиманот се бара да ја води својата молитва, изгледаат доволно јасни дека самиот поклонувач извлекува корист од молитвата и на ниеден начин не може да се земе како услуга на Бог. Честниот Куран огласува дека Бог нема потреба од човечките потреби. Тој е толку голем во својата благодарност и така возвишен во својот карактер, што по фалбите на неговите суштества не додаваат ништо на неговата великодушност и величественост. Честниот пратеник на Исламот салаллаху алейхи веселем еднаш спомнал: кога целото човештво би му свртело грб на Бога, сите до еден, и би ги направило најголемите гревови, тоа не би ја смалило неговата универзална величественост ни толку колку што би се задржала вода на врвот на остра игла, забодена на дното на широкиот океан. Тоа би било неизмерно повеќе од она што гревовите на целото човештво можат да ја земат Божјата слава. Според тоа, обожавањето во честниот Куран е пропишано само за оној кој клања. Тоа е опширна тема и ние единствено можеме да илустрираме неколку точки во врска со ова, како е спомнато во честниот Куран и во хадисите на честниот пратеник на Исламот. Спомнувањето на Бога и длабокото размислување за неговите атрибути во текот на молитвата му помагаат на човекот во оплеменувањето на неговиот дух, доведувајќи го до поголем склад со Божјата природа. Тоа е битот на исламската молитва. Човекот е создаден по углед на својот Создател и тој без престан треба да настојува да му се доближи. Тоа е поука за племенитоста, што е крајна цел. Оние кои се учат во делокругот на ограничувањата на човековото да мислат слично на Бог и да се однесуваат слично на Него, постојано го поправаат својот однос кон сите други човечки суштества, дури и кон другите облици на живот. Во човековиот начин на изразување, ова може полесно да се разбере ако се спореди со мајчинското однесување кон нејзините деца. За оној кој вистински ќе постигне блискост со мајката, се што нејзи е драго, природно и нему ќе му постане драго. Постигнувањето на однесување слично на она на Создателот е како постигнувањето на однос на уметникот со неговите дела. Невозможно е личноста да биде блиску до Бог, а да се оддалечи од неговите суштества. Понатаму, терминот што во Куранот е употребен за обожавање е изведен од зборот, кој е покарактеристичен и подруг од термините употребени во другите религии. Аин, Б, Деал, А, Б, Д се трите корени на зборот кои имаат основно значење – робување. Како роб кој подредува се на својот господар и го следи во секој поглед, и клањачот во Исламот мора да го прави истото со својот однос кон Бога. Инфинитивот, употребуван за обожавање, има додатно значење на следење нечии стапки. Тоа е конечност во подржувањето на Божите атрибути. Куранот исто така вели: грижата околу намазот го спречува оној кој клања да прави лоши и непожелни дела. Овој ајет има и позитивна и негативна конотација. Обете се неопходни за образување на идеално човечко однесување. Така, во својата негативна конотација му помага на оној кој клања, ослободувајќи го од сите видови гревови. Во својата позитивна конотација, тој го поучува човекот, го оплеменува неговиот карактер и ги образува неговите одлики до таква племенитост, што тој станува вреден во заедништвото со Бог. Другата област, која е многу важна во овој поглед, е улогата која клањањето ја има во развојот на човековата душа. Според Исламот, секоја човечка душа е во таква врска со смртното човечко тело, што може да се спореди со детето во утробата на мајката. За да се роди здраво дете, потребни се толку многу влијанија, кои постојано се пренесуваат од мајката на зародишот и на детето во подоцните стадиуми. Ако мајчините влијанија се нездрави, детето ќе се роди болно. Ако влијанијата се здрави, тогаш ќе се роди совршено здраво дете. Од сите влијанија кои делуваат на создавањето и обликувањето на човековата душа, молитвата е најважниот самостоен фактор.
Институцијата во исламската молитва, намазот, е богата со поуки од длабоко значење, какви што дури и делумно не можат да се најдат во другите религии. जुनूं सा की तो सर में है जुनूं सा की. Денес го завршивме петтиот дел од книгата Елементарно проучување на исламот. Еселаму алейкум.